Јасон и аргонаутите. Морам да го спасам животот на мојот мал Јасон, рече кралицата Алкимеда. Нејзиниот сопруг, кралот Ајсон, беше убиен од брат му Палеј кој го заседе тронот. Под закрилата на ноќта, мајката и синот избегаа од Јолк, нивниот град, и се упатија во земјата на кентаварите. Суштества кои беа пола луѓе, а пола коњи. Алкимеда му го довари Јасон на мудриот кентавур Хирон кој го научи да лови и да се бори. Но исто така го подучуваше и на наука и на уметност. Откако порасна во храбар и силен младич, Јасон рече да си го врати тронот. Чичко му Палеј љубезно го пречека, но кога слушна што сака Јасон, прсна да се смее. Ќе ти ја дадам круната кога ќе ми го донесеш златното руно. Само кажи ми што е тоа што треба да го најдам, му врати Јасон. Тогаш Пелеј му раскажа. Тоа е легендарно руно на златниот овен кој има моќ да ја излечи секоја рана. За твоја несреќа, руното се наоѓа во далечната Колхида и го чува еден страшен смеј кој никогаш не спие. Пелеј беше убеден дека внук му нема да преживее, но го потцени. Јасон не се обесхрабри и изгради еден голем брод кој го нарече Арго. Потоа собра 50 стројни момци да му се придружат. Тие се нарекоа аргонаути, според името на бродот кој го пловеа. По многу премрежење и борби со двиви чудовишта, Јасон и неговите другари конечно стигнаа во Колхида, со која владееше големиот и страшен ет. Владетелот немаше намера да го предаде руното туку така, па му рече на Јасон: ќе биде твое ако исполниш 3 задачи кои ќе ти ги дадам. За среќа, ќерка му Медеја, која беше многу моќна волшебничка, се влюби во јунакот и реши да му помогне. Јасон успеа да скроти 2 диви бика кои блуеа оган од ноздрите. Потоа ги врза за еден плук и го натера да изораат едно огромно поле во кој ги засадија змејовите заби кои ет му ги даде. И како што предвиде кралот, десетици силни војни излегоа од земјата во полето, а Јасон мораше да ги совлада сите до еден. Сега го чекаше последната задача – да го порази огромниот змеј кој никогаш не спие. Јасон го опису на пивката која подготви Медеја, па чудовиштето заспа за неколку минути. Јунакот го грабна руното и заедно со Медеја отиде кај Пелеј за да си го побара тронот што го заслужи.